ограбена држава. Министерството за економија со СДС и ДУИ користено за Дрин Ахмети да прави милиони. Како што веќе објавивме, фирмата Еверест ДЖ на Ахмети во период од 2016 до 2023 како концесионер на каменолом платила за 1.617.894 денари помалку за концесиски надомест од тоа што требало. Ова нема да биде возможно без сега веќе обвинетите неколку лица вработени во Министерството за економија под капа на Крешник Бектеши. Важно е да се напомене дека оваа фирма на Ахмети лиценцата за експлоатација на минерални суровини ја добила во 2005 година, исто така во време на влада на СДС и ДУИ. За 11 години, потоа исто во време на СДС и ДУИ, кога со Министерството за економија раководи кадар на ДУИ. Истата да може да експлоатира минерални суровини без прецизно да ги наведе количините кои се ископани, а со тоа и да плати помалку кон буџетот. Очигледно е дека пипците на Ахмети оделе длабоко за да непречено да работи Дрин, да копа колку сака и да плати колку сака, а не колку што мора. Својата службена положба ја злоупотребиле ФЧ 54 годишен од Дебар, Ељ од ТРЦ Тетово, ЈК од Тетово, АМ од Скопје, КШ од Скопје, ФА од Куманово и ФР од Скопје. Истите, заради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело, несовесно работење во службата, се гонат по член 353В од Кривичниот законник. Доколку горе наведените постапеле согласно закон, концесијата за експлоатација на Дрин Ахмети требало да биде одземена, а тој да биде изведен пред суд по пријава на самото министерство. Но како министерство на Крешник Бектеши да го гони внукот на Ахмети кој таму го поставил? Ова е моделот како СДС и ДУИ работеа со институциите, не за граѓаните, туку за своите семејства и блиски. Одговорност за ова мора да има, за никогаш да не се повтори. Ви благодарам. Прашања? Благодарам.